Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор годинава бележи 15 години од своето постоење. Ова е бројка која што го потврдува квалитетот и оправдува целта за која што се залага фондацијата. За тоа што се направи во текот на овие 15 години. За сите оние проекти и активности, утрово разговараме со добро утро велам за нашите драги дами кои што се во студиото 3 на Македонската телевизија. Сузана Киранџиска, директорка на фондацијата Чекор по Чекор, заедно тука со нас е и Ана Димовска и Мајда Јошевска кои што се координатори. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Како добар домаќин морам да ве прашам како сте утрово. Одлично. Така. Киранџиска и минативе години фондацијата работи со една единствена цел: да создаде можности за квалитетно образование за сите деца во нашата држава. Да, тоа е нашата мисија и ние всушност само ја продолживме мисијата и задачите што ги имаше проектот Чекор по Чекор, кој што од 1994 до 2001 година се реализираше во рамките на Институтот Отворено општество Македонија, а од 2001 година станавме независна, самостојна фондација и од тогаш ние всушност само продолживме да ги имплементираме задачите кои што беа зададени во програмата Чекор по Чекор, а тоа е да им овозможиме на децата да имаат можност за избор, да можат да размислуваат критички, да работиме на индивидуализиран пристап во работата со децата, да ја промовираме соработката со родителите, да создадеме стимулативна средина за сите деца и исто така имавме многу програми кои што се однесуваа на децата од социјално загрозените семејства, ромските деца и имавме исто така и програми за децата за инклузирање на децата кои што имаат попреченост. Никако ми се наметна прашањето, морам да ве прашам колку беше тешко во текот на овие 15 години да се одржи континуитетот и квалитетот? Па беше тешко, меѓутоа имавме навистина многу добра програма. Методологијата на програмата Чекор по Чекор беше создадена од Универзитетот Џорџтаун во Вашингтон и понатаму ние ја адаптиравме заедно со Бирото за развојно образование тогашно во тие години. И она што денеска го гледам, да речеме, и од најрелевантните фондации за образование се истите задачи, истите цели кои што ги има и нашата програма. Така што, иако сме почнали уште пред 22 години со имплементирање на програмата Чекор по Чекор, а еве 15 години работиме независно, се уште она за што се залагаме е релевантно и е придонесува за да се создаде наставник за 21 век и квалитетно образование во 21 век. Јошевска, еден од оние најголеми проекти кои што во моментов ги спроведува фондацијата е проектот со читање до лидерство. Како дел од сите оние активности кои што ги има во овој проект, во училиштата се формираат и заедници за учење за оделенските наставници. Што тоа значи? Заедниците за учење, односно професионалните заедници за учење, се всушност налик на оно што во нашиот систем постои како стручни активи. Меѓутоа со таа разлика што наместо само обсервација на часови или повремено разменување на искуства, заедниците за учење функционираат на тој начин што редовно се среќаваат наставниците, имаат менторство од страна на личност која што е избрана од страна на фондацијата и работат со цел на избор и имплементација или интервенција на предизвик кој што наставникот сам го одбрал. И сега во историјата на проекти, во рамките, во тоа како се конципира професионалниот развој на наставниците до сега, традиционално наставниците посетувале семинари, работилници, таков тип на да речам потрадиционален начин, го усовршувале својот занет. Она што ние цениме сега дека после 20 и повеќе години на таков тип на активности, можат наставниците се способни самите да изберат што е точно она на кое што сакаат да работат во текот, да речеме, на една учебна година и со тоа да се занимаваат. Целта на заедниците за учење е да се отвори, да се поддржи, да се унапреди педагошкиот диалог и соработката помеѓу наставниците. И на тој начин со интервенциите кои што самите наставници ги избираат, да се контекстуализира професионалниот развој и да се вмрежуваат понатаму училиштата за ова да стане некој вид на практика која што е избрана и која што е всушност имплементирана од самите наставници, повеќе отколку некој од страна кој што, да речеме, може да наметнува. Така што тоа е во суштина поентата и целта на заедниците за учење.
Димовска, организирате креативни активности каде заедно може да се вклучат и учениците, и наставниците, но и родителите. Што значи сето ова? Како изгледат овие креативни активности? Така, значи во рамки на истиот проект, проектот на УСАИД со читање до лидерство, чија што главна цел е да се проценат и да се подобрат јазичните и математичките вештини кај дечињата од почетните оделенија во основното образование. Имам и активности кои што се насочени токму кон подигање на интересот и свеста кај целокупната јавност за важноста од овие базични јазични математички вештини. Нам ни е многу битно да го подигнеме интересот на дечињата да читаат книги, сликовници, да решаваат математика на еден интересен начин, а при тоа да им дозволиме со нив во целиот тој процес постојано да бидат вклучени нивните родители и наставниците. За таа цел, значи, осмислуваме и реализираме различни активности. Една од тие активности е и библиотеката на Тркала, која што во рамки на проектот всушност ја оспособивме. Тоа е специјално возило опремено со детски сликовници, детска литература, аудиодигитални книги и еве веќе скоро 2 години активно патуваме низ државата, ги посетуваме дури најоддалечените рурални планински места, села, училишни и локални заедници, се со цел да им ја донесеме, да им ја приближиме книгата и на сите дечиња подеднакво. А исто така, со средствата обезбедени од УСАИД, од Американската агенција за меѓународен развој, во 2014 година целосно го реновиравме и го опремивме детскиот креативен центар, кој што се наоѓа во рамките на Младинскиот културен центар во Скопје. И сега тој центар е, значи, потполно опремен со дидактички средства, литература, кои што пред се насочени на јазичната и математичката писменост, но и кон негување и поттикнување на креативните афинитети на дечињата, така што ги покануваме сите, значи, дали групно, дали индивидуално, заедно, значи, дечињата, заедно со нивните родители и наставници, може да дојдат да го посетат овој центар. И морам да ве прашам конкретно овој разговор, ми се наметна прашањето. Слушнавме што е оно што вие го правите, како децата, како родителите, како наставниците го прифатија сето ова? Така, значи, проектот најпрво започна да работи со 60 училишта од сите региони од државата, но на барање на Министерството за образование и наука, од оваа учебна година се проширивме на сите основни училишта во државата, значи, и веќе имаме огромен одзив во сите активности, но се надеваме дека интересот и вклученоста се повеќе ќе се зголемува. Јас би сакала само нешто да кажам за сите оние деца родители кои што досега не се запознале со нашите активности, ги поканувам да посетат нашата веб страна, а особено оние кои што имаат деца од предучилишна возраст, да ја отворат нашата библиотека, интернет библиотека, и таму може да ги најдат сите наши сликовници. Тоа се околу 25 наслови на македонски јазик и околу 20 на истите наслови се на албански јазик, така што може да ги слушате и аудиосликовници кои што се читани од наши познати актери, и на тој начин исто така да придонесеме за развивање на љубовта кон книгата. Ми останува да ви се заблагодарам за одвоеното време за разговорот, ќе ви посакам многу успех, ќе закажам повторна средба со оглед на тоа дека ќе има за што да се зборува и во иднина, и ќе ви посакам пријатен, убав ден и убава работна недела. Ви благодариме. Благодариме. Благодарам.